Ако во временски период од само 2 дена ја гледате очајната репрезентација на Македонија по поразот против аутсайдерот Луксембург и фудбалското знаење и талент на младите фудбалери на Вардар, Кочани, Слога и Македонска Каменица, сигурно ќе се запрашате дали едните и другите се од иста држава. Мајсторите кои пред малобројната публика на Никола Мантов ги покажаа надежите од Скопје, Виница, Кочани и Каменица, се потврда дека особено на истокот има материјал за работа, ама дека нешто шкрипи при обработката. Кои се бариерите на патот до успехот поединечен и колективен, бидејќи фудбалот е колективна игра? За стручњаците од развиените фудбалски земји, талентот има вредност само доколку се надогради со упорност, стекнати нови знаења, мотивираност и психолошка стабилност. Додека и супер талентираниот и помалку талентираниот на терен истрчаат максимално и одиграат најдобро што можат, без калкулации. И сега прашањето е како да се запазат овие сегменти или квалитативни критериуми, кога нашите првенства секогаш се под сомнение на задкулисни игри, кога децата гледаат и слушаат коментари за местенки и договарање и слично. Можеби примерот со работнички во Лига Европа или оној на Академија Пандев, каде темелно се работи, е патоказот како да се действува во иднина, за фудбалот и кај нас да стане профитен бизнис, наместо профитно мешетарење. Младите фудбалери кои се појавија на турнирот во Кочани се блискотот на крајот од тунелот на мак фудбалот. Затоа вреди да се негуваат овие турнири, кои никако не се фрлени пари, туку инвестиција во фудбалската иднина на градот и пошироко.